Некогаш символ на ексклузивните хотели во Дубај, Сингапур или Мајами, денес кровните базени се почесто се појавуваат и како дел од современите стамбени комплекси. Она што до пред една деценија беше резервирано за најлуксузните светски дестинации, постепено станува еден од најпосакуваните архитектонски елементи и во современото домување. Кровниот базен не е само архитектонски детал, тој представува една од најголемите конструктивни, технички и финансиски интервенции што може да ги носи една зграда. Децении наназад, крововите служеа исклучиво како технички простор за машински инсталации, климатизација или одводнување. Денес тие стануваат продолжение на животниот простор. Зелените кровови, панорамските тераси, фитнес зоните и базените ја менуваат традиционалната улога на покривот, претворајќи го во највредниот дел од објектот. Во густо изградените градови, каде секој квадратен метар земјиште е скап, архитектите се почесто го бараат просторот нагоре. Најголемиот предизвик не е дизајнот, туку тежината. Еден кубен метар вода тежи приближно 1 тон. Кровниот базен носи далеку повеќе од атрактивна фотографија. Тој значително ја зголемува вредноста на недвижноста, представува силен маркетиншки адут за инвеститорите и создава чувство на ексклузивност што не може лесно да се реплицира. Дополнително, покривот добива нова функција како простор за рекреација, дружење и релаксација, наместо да остане неискористена површина. Во хотелската индустрија, ваквите содржини често се пресудни при изборот на дестинација. Во стамбените комплекси, тие стануваат символ на нов начин на урбано живење. Но, секој луксус има своја цена. Она што ретко се споменува е дека кровниот базен бара значително поскапо одржување од класичниот. Светските архитектонски трендови покажуваат дека покривите се повеќе ќе се трансформираат во функционални јавни и приватни простори. Базените, зелените кровови, урбаните градини, сончевите електрани и зоните за одмор веќе не се сметаат за луксузен додаток, туку за дел од одржливо планирање на градовите.